Yo, welcome to the dopeness. And don't trust the smokeless. And don't trust those who propose it's hopeless. I'm looking at the whackness when I wrote this and trying to find a way to turn that to dopeness. So drop a beat like a soap that's ropeless, and then we get down like a boat that's floatless. I let my guard down like a castle moatless, and they don't really know, but they swear they know this. It's like a hockey skate with wheels, basically. That was my idea. Yo, Vanilla, kick it one time, boy. Yo, VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Денеска вака снимаме, као секој глупо интро, вака што представуваме за Dopeness. Али мора да почнеме некако што да преđаме. Со Оджи, Огнен, како и да е, многу луѓе го знаат и го поштуваат дека во ролерблейдингот, спортот, екстремни спорти нешто ау, е као пионер ау, и он поише ќе ви објасни што како се дешавало, зашто јас сум копи и он кој возил, ја дури не сум бил роден 100%. Може така да може он да ни објасни вака со убава природа, Вардар не до толку чист скейт парк, он дека не да толку стар. Па Огнен, ако сакаш, образложи, брат. Кој си, шо си и зашто си, брат? Јас сум Огнен. Почнав да возам 93-94. Фитнес ролерки. Фитнес? Фитнес, значи тоа време не беше познато агресив во Македонија. Почнавме фитнес, некои десетина души. И по некое време, по некоја грешка и случајност, се појави агресив видео. А како Кај дојде нас. до вас? Како дојде до нас видеото? Да. Еј, врска нема. Како е врскано? Врска немам како се појави, едноставно се појави. Ау, другар го донесе од странство, не знам само од каде, не ми текнува од кај беше. Не беше од Холандија, и од странство се појави видеокасета. Кога гледавме прв пат, се избезумивме, што е ова чудо? Што прават дечкиве со ролерките? Ами и они со фитнес ролери, така тоа не постоја агресив. Не со фитнес, постојаат Агресив? први модели на агресив 90 и не знам 6-та година, кога ролерблейд имаше агресив модели, дури промодели имаше. Крис Едвардс Тармак, например, бе промодел 96-та, мислам, година. Крис Едвардс имал промодел и тоа не го Крис знаам. Едвардс имал промодел на времето. Еден од првите промодели, мислам, дека беше. И почнавме со фитнес ролерките на скаличка од 10 сантима да пробуваме трикови. Почна све од Трикови грендови, така? грајндови, да, за скокање скали, тротоари, глупости, Пуштање 360-ки, так пуштање скали напред назад, тоа се правеше, тоа спаѓа веќе во фристайл возење. Слободен стил. Слободен стил ти е Што уствари. сакаш правиш? Со фитнес ролерки не можеш баш грајндови да правиш, пошто нема соодветен простор, не се соодветно за тоа направи. Да. А во Македонија немаше, па, например. Од кај да набавиш, се што купувавме од странство беше. Кој идол некаде нарачуваш, се снаоѓаш. И така, почнавме со фитнес, значи, скоро сите. Имаше двајца браќа што се избација со оксиџен, аргон, агресив модели. Тие се ствари за верт, за рампа ролерки, тежат 300 кила. Да. Еден куп, огромни, масивни беа. И почна еден агресив, друг агресив, трет агресив. А имаше ли луѓе тоаш возели многу онака? Тогаш возеа Тоа многу што- повеќе луѓе него ли сега што се. Тогаш во еден момент бевме 15-20 луѓе на у центар, на бивша коцка, кај е СМ зградата. Да. И беше општ хаос, водиш меѓу луѓе, водиш фристайл, водиш И како реагираат слалом. луѓето на тоа, брат? Како реагираат? Збунет им проаѓаат 10 души као куршум вака поред нив. Бе бркаат места некој, сметавте например нешто? Не, тогаш не. Значи, Тогаш не. ама не ни идевме ние на некакви места во центар, се наоѓавме. На коцка, да. На Оѓа, коцка? јако било порано не се договараш на Facebook глупости срајно. Како Facebook, тамо ти се луѓето. Или на фиксен телефон, да. Кај си? Тамо, ајде.
Баш кај имав многу другари од мало што ролаа. Околу 6-7 души беа кај мене од мало. Другите беа од центар. И забавно. Забавно. Куп луѓе, дружба. Учиш ствари. Од една дружба, од една као екипа од возња и проиде во нешто друго или си прекина водиш или како познам си течеше времето, Види, спортот, за анимација или како се развиваше таа љубов? За некои луѓе тоа беше како да им помине времето, доаѓа да се извозат, некој им за пички за ова зона. некој му им прерасна у пасија. Значи стануваш од спиење, прво што мислиш Кај ќе возам дена? кај ќе возам, кој трик ќе учам, што ќе направам. Значи сум бил у школа од 1,5 на пример, јас сум станал од 9 за до 1 да ролам. Па да идеш у школа? Па да идам у школа, па да се вратам, па да искочам да ролам до 2 до 3. Другиот ден исто, другиот ден исто, така со години. Значи кога ќе ти влезе под кожа, некако не изгледа. Да, а првата агресив ролерка од кај ја купи? Првата агресив ролерка ја купив од едно девојче, К2 Фети, да, од девојче, донесени од Хавај. Од Хавај. Да, К2 Фети, број 42,5-3, нејзе беа вака 4 прста поголеми. Ги продавам. Која година? Да, има. 97. 97, 97 некаде. Зашто после нели кој искочи овие Роцес Маджестик? Мажестикот беа искочени тогаш. 96-97. Да, Мажестик водеше Нинов Лудер. Да. Да. Нинов Лудер имаше Мажестик. Он бил исто. Да. Учевме трикови кај него на скала пред зграда. Му ја направивме лом. Раде беше со ролерки за верт, со метални шини, значи прави граници позади него се дупки. Интересно. Пробуваш нови ствари, паѓаш, стануваш, пак пробуваш. Се кршиш, гајле ти е, млаци, Да. ништо не ти е. И тоа е тоа. Така почетоците. Освен од коцка, знам што се собирале од некои други луѓе, вака што сум слушал, имале ли некои други места, нешто иницијатива сте направиле, некоја шипка или не знам ли grindbox или нешто такво или Имало и скейт парк нешто. Имало се и дешава тоа, или имало и нешто, тоа, да ви помогне меѓутоа најмногу сме учеле тука на Влада. На времето цека. Затоа што можности имаше огромни. Скалички, 6-7 скали, ниски, па на повисоко ниво ти доаѓа. Па самиот споменик кај што се наоѓа, можеш скокови да правиш од горе. Имаш угорници за точаци. Се залеташ на пример спинови таму. Од скалите се качуваш горе, од другата страна си правиш скокови. Значи има варијанти, овдека имаше многу варијанти. Не само ние бледерите, него и скейтерите тука се збираа многу. Значи овдека се почетоците на агресивото ствари. На цека, на Влада. Значи ти ми збориш 90-тите, 90-тите, да. 2000-ти као и како. Касни 90-ти, рани 2000-ти е веќе понов период. Тие години беа стварно добри. Кога се запознаваш со основите и со техниката и со сите можности што ги нудат ролерките. Што ги нудат улиците и фристайл, Значи брат. вие гледате само од едно видео, тоа што знаете моментално што како се случи. На друго место Све почна од можевте да све почна од тоа едно видео, од таа видеокасета. После почнаа некако да се појавуваат уште едно видео, па уште едно видео, па уште едно видео. Па некој донело странство, па бил вам. Тоа донело од странство, сними, пресними. На телевизија непознат поим беше. Непознат поим, Непознат поим агресив инлайн, например. Ролерки, да. Што возат луѓе, например, имаш и во весник некои си надписи пишувано новинари, меѓутоа стрикно како за агресив, не. Добро, ден денес не знаат луѓето, ама тоа е тоа. А добро, се проширува, не зафркава. Има луѓе што возат и во други градови, Битола, Охрид, Кочани, мислам дека има, Куманово, Велес. Значи, не е како порано што било. Порано, дечките што се сега таа стара генерација од Битола, ја ги навлеков. Сладкарот, Мимсот, ги знаеш. Да. Кај мене гледаа прв пат видео и се навлекла и Значи така влезе под кожа и тоа е тоа, значи толку е.
еднаш гледаш, ти се свиѓа, го пробуеш, се заљубуеш, крај на приказната. А кажи ми, прв скейт парк во Македонија кога имало? Прв скейт парк во Македонија 97 некаде, Плаја Виста на Кале, на лизгалиштето. Го направи Маки, газдата уствари на Плаја Виста, на лизгалиште. И беше слободно, можеше да дојде кој сака, да вози колку сака, значи можеш да останеш до 5 сабајли, никој да не ти прави проблем. Не е затворено, отворено беше. Меѓутоа го уништија, пошто направија диско. Заради тоа го ништо. Заради тоа го уништија, зашто доаѓаш ти на истото место кај што беше скейт паркот, беше и диското. И доаѓаш да водиш, што да водиш? Срчи. Метеш 2 сати и пак после тоа се падиш, не можеш да се олабавиш, не можеш да се опуштиш. Се запарива, брат, нема тоа тука. Не можеш да се опуштиш за да... А вака товар беше скейт паркот? Скейт паркот е еден од подобрите до сега. Например, после испадна оној кај позади Рамстор, кај што е сега Тутунска банка. И ја го памтам тој. И го памтам. Тоа го направија, Сум возил што ти. тоа го направија и не го реновираа, тоа се руинираше, како прво материјалите што ги користеа беа тиња, Катастрофа. чкарот. Овдека беше значи ептен добро изведен со водоотпорни материјали, не се уништија, не знам колку години беше. Колку години траеше? Едно година и пол, 2. Меѓутоа за година и пол, 2 тој скейт парк почнаа дупки да се прават на него, почнаа да се љупат даските. Така, и тука исто се учеа многу трикови. Зашто немаш кај нас quarter pipe, jump рампа. Освен ако не направиш сам, сме правели и тоа. Fights between the blue you once knew. Floating down, the sound resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn over on Miranda and Titania. Neptune, Titan, stars can fly down. Сега да те прашам, брат, што повеќе препорачаш ти, дали... Што повеќе мене ми се свиѓа Да. за возење? Да, дали стрит или парк? По парк во Македонија немало никогаш како што треба Аселен, така да секогаш сме возеле стрит. И секогаш ќе возиме стрит. А вака на друго место негде си бил, брат? Да Не. пробаш или не? Парк не, Не? не, зашо не знам, стрит ми е многу подобро, не си ограничен, чиста импровизација. Позабавна е стрит, брат. Многу е позабавно стрит. Парк е едно исто цело парк, време. парк ти се веќе презададени елементите, треба да употребиш фантазија како да ги искористиш. Меѓутоа, ќе го направиш трикот на тоа место, па ќе го направиш друг пак на тоа место, Да, и ќе направиш сите друг ги пак на направиш тоа место. На тоа место. Значи, тука со парк си некако ограничен. Меѓутоа, ако има, како што ги прават модерниве сега плази, тоа е импровизација на улица во скейт парк. Тоа е, например, многу поразлично. Ама добро, брат, стрит е као идеш на место што не се наменети за вожњи и треба малце да уклучиш и памет и кликер да И тоа е тоа. текне, онака да имаш и креативност. и тоа е баш тоа. како Гъс, мислам, стрит идеш и не можеш да го пробаш, така, не. Тоа е тоа. Не, можеш да го пробаш, зависи какво е местото. Например, хендреал, ако идеш да пробаш, Добро, хендреал не можеш да пробаш. Па, Хендреал мора, или идеш го правиш, мене тоа ми беше мојавето, значи или не го правиш. на некои работи не можеш ти да идеш. Некои работи не можеш да идеш и од втора, да... од трета или и да Еј, пробаш. брат, не те сними, леле. Па не, Fuck вака off. ќе го направиш пак, брат.
Ќе го направиш еднаш, ќе паднеш. Не можеш ти многу ретко ги правиш триковите од прва. Кога доаѓа новите генерации, значи ти со тек на време се возеше, се надградуваше, учеше нови трикови. Како те гледаат децата, мислам, како си се поставил ти, дали те почитува, дали те хейта, како те гледа, дали Нема- им не- беше икона или легенда, или дали знае нешто за тебе што си поставил во скопските улици, дали Во овој спорт нема хейтање, не можеш да хейташ некој од кој што гледаш работи и ги учиш, ако сакаш да ги научиш. Не можеш да го хейташ пошто е подобар од тебе или е постар или вози подугачко. Да. Можеш само да научиш од него. Да, ама сигурно би било потешко тогаш за триковите, мислам да ги совладаш колку денеска деца, Да. се име Нормално, на тацна. нормално немаш од кого да учиш, немаш од кого да ти каже Не само вака тоа, намести после се, ролерите така е- намести се. Кажи ми ти брат, ролерите од тогаш и сега да ги споредиш. Ролерите од тогаш до сега научна фантастика. Тогаш ролерката беше еден дел. Значи буквално целата беше излиена како еден дел. Сега секое можно делче на ролерката се менува. Се менува. Вадиш едно, ставаш друго. Кастам си го правиш според Се правиш кастом како ти сакаш. како ти сакаш, да. Значи сега се можностите многу поголеми. Баш ка нели подобри. тоа потешки беа, сега се има караван ролери да речеме, што се Да, меѓутоа, Верлесни, меѓутоа тогаш имаше софт бут како сега на пример што нема софт бут. Е како нема сега бе? На пример Ремс? Ремс, добро. Ремс, ама види, Ремс и К2, ја мислам дека има драстична разлика. К2-то ти е буквално како да носиш патика на нога. Со шина и 4 тркала. Све што тежеше на неа беше шината и 4 тркала. Не имам позна като. К2 ти се најдобри, според мене, soft boots, што постојат, уште мислам дека постојат на пазарот. А 100% имаше потешкоти вака дека си првата генерација ролерблейдери да се овладуваш трикови што поновите генерации онага ги гледале од тебе и ги учеле, ако ти си ги учил за 3 месеци, они за нела дена, да кажем, онага смешно. Ви, тоа е работата што мене немало кој да ми Дори каже. чест би ти било така. Немало кој да ми каже, например, тој трик се изведува на тој начин, балансот треба да ти биде овдека, таа нога вака стаена, оваа така стаена. Тоа се Значи, све сам, пробуваш. Сме се кршеле. Значи, дури да го научиш, дури да совладаш, дури да го сконташ Кршењето брат. трикот, Имаш некоја повреда од тоа? имам, да. Поопасна, посериозна повреда. Сериозна повреда. Скршен зглоб и на нога и тенка коска со 7 штрафа во нога. Ајде. И тоа не ме спречи тоа да возам. Да. Скочен зглоб? Скочен зглоб овдека и коската овдека. Значи цела нога ми отиде вака на страна. Од скок. Губење баланс у воздух, слетување на прсти на лева нога и дома и толку. Као да гледаш, што ти вика? Нема што да викаат, научени. Претходно двете раце били у лонгета. И тоа исто од ролер? Да. Добро. Имам амнезија од еден ден, не се сеќавам што се десило, сум паднал на глава. Заебан спорт. Изместен целиот. Не луѓето кога што мислат, ролерки, Да. возиш. Кога прво е ствари, не успеваш, паѓаш страшно. Значи се паѓа меѓу нозе, се паѓа на ребра, се паѓа на стомак, плексус, губиш воздух, на грб. Не можеш да дишиш на глава. Дали би им препорачал на новите вака генерација да збориме за ова кациги и штитници, дали си преферирал ти такви работи? Препорачливо е. Не изгледало добро, али Не, што мислиш ти за тоа? Препорачливо е. Сме носели и кациги, сме носели и штитници, сме биле и едно време цели во оклоп со крешпац, значи штитници за хокеј, кои што те штитат на бутови, на гс, на нозе, секаде. Колена, лакти, тамо нема. Тамо нема. Тамо нема. Тамо суспензор треба да носиш за бокс или нешто пластичен. Меѓутоа, не можеш да се движиш со тоа. Да. Најбитно ти е да ги заштитиш цеваниците, затоа што најчесто на цеваници се маваш, пошто работиш со нозе и зглобовите на рацете. Дн, коса. Механички, кога паѓаш, ти доаѓа да паднеш на раце. Да. Значи, тоа е најбитно да се заштити. Значи, ако ме прашуваш мене, би препорачал основна опрема, цеваници и зглобови. Да. Најбитното според мене. Меѓутоа, ако возиш парк, многу е битно да носиш и кацига. Вака што сум гледал сега и што сум се дружил со доста скопски бледери вака така и како порано знам се дешаваше некој контест ово она
jam session, глупости. Сега нека као и у светов да изумре спортов некако, не знам, нели порано гледав и постари видеа му таму, дали мислиш ти дека изумрува као инлайн ролерблейдинг или нешто? Уопште не мислам дека изумрува, него дека е ептен отиден у underground. Ептен е underground. Значи, од кога го избација Aggressive Inline од X Games, значи таа екипа на луѓе се префрли сама за себе. Да се накурчили. Си организира контести, си организира настани, си организира све. Значи може така се класифицира, да. Сега имаше кај беше Winter Clash? Па збореме со Димстер од претходната емисија. Он беше таму во Тоа е еден од најголемите надпревари во Холандија, да. Еден од најголемите надпревари во Европа, дури и во свет. Например, имаше во Америка Hoedown на Арл Айзенберг, еден од легендите на ролерблейдингот. Таму сите најголеми професионалци доаѓаат да се надпреваруваат. Значи, покажат што знаат, што научиле, што дока име техниката и стилот стигнат. Значи, тотално е underground. Дали мислиш дека македонските инлайн блейдери изумруваат или изумри спортот или некако не доаѓаат толку често возат ли? Како што сум приметил, во последно време некако многу малце луѓе се. Зашто мислиш Од секогаш биле на што се базирате? На не знам да ти кажам, немање време, незаинтересираност. Мојавето беше дека не возат луѓе од деца што треба да возат. Значи, дечко има 34 години, да ти ме гледаш? Тебе ти зборам, да. Не може он сега да вози, треба купилјаци да го гледале порано. Зашто да не можам сега да возам? Може и сега, не викам не, али... Дур ме држат нозе, веќе возам. Да бе, да. И тоа да, али... Треба да го гледале луѓето порано и да возат, мислам... Што го гледале, сега од тоа што го гледале него, треба почнат да возат и да ги применуваат неговите... Сака да каже, брат, дека пополека изумира спортот кај нас во Македонија. Тоа е... Деца нема, брат. Тоа е... Много си гаден, брат. Тоа е факт, да, тоа е вистина. Нови деца нема. И дека си гаден. Па брат, како да има да ќе ти... Ја памтам на време се продава ролери во Sportlife, така? Да, се продава ролерки во Sportlife. Се продава Rotes Majestics. Само тој модел е, два модели, толку. И Rotes Street имаше два модела на Rotes. И брат не е до тоа бе, нормален ли си? И Саламон после тоа. И Саламон брат, што ако продава сака да вози некој, агресив. сега имаш шибе и сега имаш се имаме брат, зашто да не Да, сега можностите се врска, многу брат, поголеми. Ако ти си Да, онака моментално дома сакам нема кај да ролерблейдинг, купиш ролери. ролерблейдинг и тајпуваш на компјутерот и бараш ваму таму клипови гледаш она, Ама види, гледаш што се случувало во држава. знаеш што е проблемот со младите сега? Не се заинтересирани за толку. Колку луѓе има сега овдека што ги гледаш? Што спортуваат во скејт парков? 10 души. Другите 15, знаеш што прават? Дремат на компјутер. Тоа да. Пијат кафе во кафиче. И што е најтрагично, нема ни еден бледер вака како што гледам. Што е најтрагично во моментов, да. Меѓутоа, Даскари и оние со тркала на мали. најчесто се случувало да возат двајца, евентуално тројца. Значи, колку и да сме биле 15-20 луѓе во моментот што возат, искачале на возење двајца, тројца. Не знам зашто е тоа така, ама така е. Да, од секогаш било. Од секогаш било, значи треба да направиш ивент, некој настан, Да, на Facebook. сешн, да им кажеш на сите за као да се спремат да дојдат на возење. А брат, една причина што ја правиме емисијава е тоа као луѓето видат дека порано се возело, порано било интересно и сега треба тоа да продолжи и да се случува уште, не да тапкаме уместо или да пропаѓаме едноставно. Треба онака да видат луѓето дека имало нешто, да се дознаат луѓето кои го правеле тоа и да се пренесе на поновите и помлади генерации текно. И друга е работата, значи од гледање не можеш да дознаеш што е како е. Мораш да пробаш И за да дознаеш како е. Ама кога ќе осетиш тој филинг као ти што си го осетил пред 20 години буквално. Кога ќе пробаш после станува до тебе, дали ќе се навраќаш и заглавиш на тоа да го правиш или ќе се откачиш од него и ќе си седиш пак дома на компјутер. Значи, изборот е до самиот човек. Да.
Зашо овој спорт не е ли, нема тренер, нема ништо, само... Овој спорт е индивидуален, Да. не е еден од индивидуалните спортови. Меѓутоа е многу добро затоа што се групираат луѓето. Например, се дружиш со многу луѓе. Така. Гледаш Не е многу битно луѓе. дали се само блейдери, еве и бајкери, скейтери. Така бе, Значи, тука се, Абе, нема тие се омраза, местата. Само Нема клошари потреба да мразам. имам омраза, никогаш не имало омраза кај нас. Ние сме многу мала држава и многу малку луѓе. Да, бе, да. Не сме Америка за да се мразат скейтери, блейдери, бајкери и да си се пцујат и да си се тепаат меѓу себе. А вака да те прашам што те прекинав, извини него. Нема гајле. Нели сцена нешто збориме, а удеме како било кај нас, како ќе биде и зашо не биде. Си шетал ли, си видел ли на други места како се дружат или пак дошле кај тебе некои од странство ли? Кај мене лично не дошле од странство, има доаѓано луѓе во Македонија. И не знам како да кажам. Исто е и таму. Значи екипи си се. Да. Значи екипа од тоа мало од градот. Пример за каде? Например, не сум бил, не сум шетал многу. Меѓутоа што сум гледал и читал интервјуа од луѓе, Така, бе. например пољаци. Пољаците имаат многу добра сцена. Имаат екипи многу кои што возат. Да, бе, да. Например, конкретно за Скопје да речеме, екипа од Влае, екипа Центар, екипа Водно, екипа Да, бе. не е битно од каде. Значи и ти можеш да водиш во твоето мало, така? Ќе најдеш некое место, Да, бе, да. стрит. Да, Има бе, трговски, мрговски скали, шипки, огради. да, бе, да, корнер секој ден тоа. После ќе доеш у центар и сите се спојуваат. После кога ќе се овој научил тоа, овој видел. После кога ќе се спојат сите тие екипи во центар на град или во скейт парк или во нешто, тоа е дешавка, тоа е доживле, тоа е адреналин уствари. Тебе ти се качува адреналиното тоа што го гледаш другиот какви трикови прави. Да, бе. И тебе те тера да се покажеш и ти. тебе те тера да правиш подобар трик од него. Да, буквално. Да, Значи и не мора да биде надпревар, за да има надпревар меѓу луѓето. да, бе, да. Да, добро. Само да кажано. тоа што се заедно тука, самото тоа ти прави надпревар. А сценава наша брат со сцената да речеме на Балканот, можеш да споредиш? Сцената на Балканот? Па не сум запознат многу. Србите знам дека имаат добра сцена. Словенците не знам баш за словенците и хрватите. Грците имаат. Сцена, има некој брат што е онака добар да биде на светско ниво. Кај нас? Да. Кај нас во моментов тешко. А претходно Претходно некој... Бушавиот беше, значи стварно на ниво на меѓу аматери и професионалец. Мислам, затоа што Ептен правеше трикови кои што ги прават и професионалци. Да, Мислам, тие трикови, Бил во тренд. тие се триковите уствари што се прават. Меѓутоа, кога ќе употребиш твојата имагинација, кога ќе му дадеш на еден обичен солгрейн спин од 360 степени изгледа Да, луница. ненормално. Значи, тоа е разликата. И разликата е што аматери прават, например, на обични наступчиња на глупости. Истите трикови ги прават професионалци на хендрел со дроп од 3-4 метри. Да. Кој што прави 360 солгрейн, се вади со 540 од дроп од 3 метра. Мислам, има голема разлика, има... Со ролерки ако не се фрлаш од високо, ја мислам. Меѓутоа, види, они се како прво спонзорирани, здравствено осигурани од спонзорите. Значи, не дека не се повредуваат и тоа страшно се Тоа се повредуваат. е покриено. Да, има и луѓе Покриено. што гинат брат. Има повеќе луѓе кои што имаат починато од озбилно, имаат починато, например, To fuck. Ричард Тейлор, професионален блейдер од Англија. Има починато зашто има удрено од грајн во ступ. Вако, има паднато доле од поголема висина, во болница, кома има починато. Леле. Значи, не е заебанција. Никој случај. Да, ама не мора се сите да возат толку агресивно брат. Не мора сите да возат агресивно, можеш едноставно да искочиш да водиш Да од уживаш брат. љубов, Да, затоа од што љубов. тоа сакаш да го правиш. Значи не мора ти да бидеш екстремен, максимално екстремен.
да се Што би исполниш. им кажал ти на поновите генерации, што би им посочил едноставно што сакаш да кажеш од душа за другите да возат и едноставно 2-3 збора за тие зашто ипак младината највише е битна. 2-3 збора. Кој сака да проба, не мора да купи ролери. Може да позајми од некој, нека проба, барем нека научи да вози. После тоа доаѓа све. Да. Значи, научи да водиш како што треба основа. Напред, назад, да се вртиш. Потоа пробај некој трик, ќе видиш, дека ќе се заглавиш на него. Не можеш да пробаш еднаш и да речеш, ова не го бива. Кој ги се дигне адреналин до вдека, од нешто, срцето ти лупа. Yeah, that's right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right. He's got game. PE 1998. If man is the father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming 6 times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. My wandering got my ass wondering, where Christ is in all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, 2 triple O. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got him playing with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use even murders excuse. White men in suits don't have to jump. Still 1,001 ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent to corporate presidents. 1 out of 1 million residents be a dissident who ain't kissing it. The politics of chains and whips got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, 2 triple O is It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Yeah, that's right, everybody got game, and we just here to let y'all know that PE is in full effect. Брат, омилен блейдер да ни кажеш кој ти е вакан што си го гледал низ времето, брат. Омилени блейдери мислиш? Па омилени може да се каже. Зашто еден знам. не можеш да одвоиш. Ја можам еден брат да одвојам кој ми е омилен. Брайан Арагон, Не ми е тој брат. Не можеш, ја барем не можам еден да одвојам, затоа што сите имаат различен стил, трикови, тежина и не знам. Па не знам на кој пеар најаќе време си потрошил пред да идеш да возиш, знам пеар си гледал видео 100%. Нормално, да, Арл Айзенберг. На Арла? Арла дефинитивно. Арла, Брайан Бел, Rest in Peace, Џон Хулио, Брендон Смит. Не знам, имам сите тие стари, тие се уствари инспирација за тоа што се прави. Спортот е нешто. Овој BMX-ерот што него интересира. Брайан Бел кажуваше починал од пливање, човече. Од њурење. Од пливање, да, од пливање. Што му Се удавил човекот. Брат, ја пливам, па не дај Боже може да се удам. Све може да се случи. Да, и тоа е исто битно, брат. Значи, Тие луѓе, брат, колку возат ролери се стале опасност, не умреле ролери, брат, се умреле од сосем трето нешто. Да, имаше ни двајца байкери почина као се враќале, не знам, од скейт парк или негде и се фукнаа на Interstate, да на автопат со кола. Сообраќајка глупост. Да, најлошото. Што се байкери нормално. Мене креативноста веќе луѓе ми заврши изборењето
пропадна. Така Одјави. Сакам да одјавам денешна емисија Зборенка или Седенка карши скейтпаркот во Македонија, Скопје. И тоа, денеска беше со нас бледерот, озогласниот Оджи, огнен брадеј и тоа, па се гледаме у друга прилика. Да сме живи и здрави, пичка мајчина. Guess it's because I see that underground sound radio don't play. So today to be a star, you gotta look both ways. They want that dope shit,